Дојранското езеро зафаќа површина од 43 квадратни километри и е најмало езеро во Република Македонија. Иако е најмало, Дојранското езеро е најбогато со риба. Единствениот финансиски приход на мештаните е риболовот, а некои од нив се уште го користат прастариот начин на риболов со помош на птиците корморани. Дел од ова езеро и припаѓа на Република Грција. Во последните неколку години, со намалувањето на водата, Дојранското езеро се наоѓаше на прагот на негово изумирање. Со намалувањето на водата полека изумира не само животинскиот, туку и растителниот свет во езерото. Пред оваа катастрофа, Дојранското езеро беше познат по улов на големи капитални примероци на краб и сом. Денеска со проектот за спасување на Дојранското езеро за наводнување за речиси една година, водата во езерото порасна за 1,5 метра, а се очекува до крајот на годината, доколку има врнежи од дожд и снег, нивото на водата да порасне од 50 см до 1 метар. Дојранското езеро при нашата посета беше полно со риболовци и од голо око можеше да се претпостави дека на езерото има околу 70 чамци со рибари. Иако со мала длабочина која изнесува некаде околу 4 до 5 метри, сепак езерото изобилува со крупни примероци на црвена оперка и караш, додека крупен примерок на краб, барем колку што можевме ние да забележиме, не беше уловен. Поради позицијата на чамците и рибарската тишина, не бевме во можност да добиеме повеќе информации за уловот кај другите рибари, но нашата екипа колку толку беше задоволна со тоа што рибата тој ден јадеше не толку често, но во кратки временски интервали, а тоа и се случуваше и кај рибарите кои беа во дометот на нашиот објектив. Според мештаните, пред само неколку дена на ова езеро беше забележан огромен сом од еден вработен во рибарската задруга од Дојран. По неговата информација, ова задруга успеала да го улови сомот со тежина од 70 килограми. На крајот на ова куса видеорепортажа да напоменеме само дека во водите на Дојранското езеро има една врста на алга која има голема лековита моќ.